Денешната тема ќе биде златна милијарда, план на елитата за депопулација. Депопулацијата на планетата Земја, застрашувачки план за намалување на населението за моќните светски елити. Иако демографската слика на светот не влева доверба кога станува спор за растот на населението во блиска и далечна иднина. Планетата Земја, каде што сите живееме, е зафатена од сосема спротивни грижи. Додека населението во светот старее, односно грубо кажано, има се повеќе смртни случаи и помалку раѓања, па постои оправдана загриженост дека во наредните години и децении ни се заканува епидемија на бела чума, која расте. Обединетите нации повремено посветуваа внимание на овој проблем, а конкретни и дури драстични мерки превземаа некои од најнаселените земји во светот, како Кина и Индија. Всушност, проблемот не е број на жителите на нашата планета, кои веќе достигнува 7 милијарди и повеќе, туку недостиг на ресурси кои треба да се хранат и да се обезбеди пристоен живот, работа, храна, медицински услуги, вода за пиење. Земјата е во голема мера исцрпена, велат експертите, и неконтролирано користење на нафта, газ и вода, како и зголемениот јаз меѓу богатите и сиромашните. Тие се фактори кои дополнително генерираат проблеми на полето на популационата политика. Со други зборови кажано, за одржлив развој на цивилизацијата во услови на ограничени природни ресурси на земјата е опасно голема бројка, а може да биде уште полошо ако населението продолжи да расте без ефективни мерки за запирање на овој тренд. Ама сепак за тоа Бил Гейтс има план од елитата. И сега неговиот план е Кина се обиде да го реши овој проблем легално, ама дозволувајќи да се роди само едно дете во семејство. Но се покаже дека оваа мерка не ги донесе очекуваните резултати. Па кинеските власти до некаде го коригираа законот. Во основа Кина ја напушта политиката за едно дете и според новите прописи голем број кинески парови ќе добијат право на уште едно бебе. Она што загрижува за проблемот со пренатрупаноста на земјата во последно време се порадикални идеи за ова прашање кои доаѓаат од многу релевантни стручни и научни кругови, од истакнати светски лидери, политичари и бизнисмени, дури и од такви лица како Бил Гейтс. Бил Гейтс беше тој што предизвика жестоки контроверзии, кога и самиот се вклучи во справувањето со вишокот население на земјината топка. Гейтс се пофали дека медиумски хуманитарец и донатор на милијарди долари во добротворни цели. Гейтс се пофали дека проблемот со пренатрупаноста ќе го реши со проект на нова вакцина и нови здравствени мерки зад кои стои лично, а потоа сака да каже, сум теоретичар на завера, дека пренатрупаноста ќе ја реши со вакцините, со новите вакцини. Така да, тоа е нивниот план. Заедно со голем број светски познати научници се разбира, иако деталната програма на Гейтс се уште не е целосно представена. Но Бил Гейтс се уште е грижлив татко кога станува збор за политиката на депопулација. Светски медиуми печатот електронски последните години беа преплавени со мноштво други идеи, предлози, планови, програми за справување со пренатрупаноста и обезбедување услови за квалитетен живот на одреден број од оние кои ќе продолжат да живеат и работат. Во кратките и долгите розеви на оваа цивилизација
и новиот светски поредок во согласно со природните услови во кои нашата планета може да продолжи да обстојува како оаза на сигурна иднина. Долгорочни планови се во овој преглед мистериозниот проект Златна милијарда зазема посебно место и што нешто е мистериозно или е представено на јавноста како такво, веднаш се поставуваат прашања за новиот светски поредок, при што теоретичарите на заговор доаѓаат на своја. Златна милијарда е објаснета преку амбициозен план за депопулација на земјата. Потоа многу реално и научни засновани размислувања се ставаат во контекст на глобален заговор во кој светските сили имаат прсти од масоните и групата Билдерберг преку Трилатерален клуб и 300 нација, Пентагон, па дури и НАСА, односно комбинацијата на висока политика и корпоративни гиганти кои воедно од заеднички интереси одлучуваат за судбината на светот, луѓето и цивилизацијата. Кога сето ова се обидува да се поврзе со копање низ безброј податоци од целиот глобализиран свет, заклучокот не е воопшто пријатен. Воопшто не е клучно дали верувате во теории на заговор или ги сметате за претерани, дури и смешни факти. Фактот е дека некои факти, колку и да изгледаат неповрзани, мора да се земат во предвид. Особено во контекст на сето оно што се случува во моментот на различни страни на нашата планета. Затоа што секојдневно сме сведоци на ширење на страв, параноја и закани, во кои учествуваат онолку колку што природата и луѓето одделено и поврзани. Да го земеме само примерот на вирусот, смртоносна инфекција која за многу експерти е само продолжение на сечењето на населението на земјата, започнато со сидата. Теоретичарите на заговор ќе додадат дека сечењето на вирусот започна во тајните американски лаборатории како дел од програмата за депопулација. После се, не постои поефективен метод за драстично намалување на населението, тоа да му се дозволи на вирусот да ја заврши целата работа како што правеше чумата во средниот век. Ако ја имате вакцината во резерва и можете да ја манипулирате, ева решение за вишокот луѓе во вашата земја, но и во земјите од третиот свет, оние кои ве интересираат за оглед на материјалните ресурси со кои располагаат. Имено колку помалку луѓе, толку повеќе можности да ги преземат нивните рудници и нафтени полиња, земјишта, извори на вода за пиење од болестите на десеткуваните земји. Се разбира, војните се решение и за вишокот население. Овде важи класичен модел: создавање проблем, најавите закани и понудите решение. Тероризмот е добродојдена причина за глобална војна, а со сегашната закана Исламската држава навистина застрашувачки предвидување со милиони мртви би можело да се остварат. Понатаму, на шо највеќе алудираат? На ресурсите, но да се вратиме на проектот Златна милијарда. Овој злобен план веќе го спроведува тајната елита на новиот светски поредок, сметаат многу теоретичари на заговор. Внимателно дизајнираниот план за депопулација на планетата вклучува различни активности, како што се војни низ целиот свет, ширење на вируси, глобални епидемии, како и манипулација со вакцини, стерилизација и особено тероризам со цел да се намали бројот на луѓето за исто толку како 6 милијарди или да одржлив на златна милијарда, или да биде одржлив максимум на 1 милијарда златна милијарда. Затоа и не и планот таков. Новата одисеја за нив, со оглед на се, работите во светот, како што ги знаеме, е напишано црно. Црно му се пишува на светот. Ако нешто од тоа навистина се случи, или ако некој од тие планови се навистина основани и не се само плод на бујна
фантазија или машта на теоретичарите на заговор, тогаш може би вистина време е да се бара друга планета, но и овде сме како обични луѓе, бидејќи како Virgin галаксијата, така и другите се исто толку ризични. Вселената во Вселената ќе летаат само најбогатите. Во можна идна одисеја како она на актуелниот холивудски блокбастер Интерстелар. Сега понатаму ќе одиме. Некои многу сериозни научници и автори, како што е рускиот писател и геолог Рудолф Балдин, се изјаснија за ова прашање во својата студија. Тој предупреди на застрашувачки план, потоа им кажа дека единствен излез од глобалната еколошка криза првенственото контрола на раѓањето и намалувањето на бројот на луѓето на планетата на 1 милијарда. Тоа ќе бидат најдобрите луѓе во таа милијарда одбрани. Значи, они кои ќе одлучат, тој ќе живее. Они ќе располагаат со животот на луѓето. Сега за сега, тоа е. Да видиме дали ќе се покаже се точно или е само бујна машта. Времето ќе покаже.